Општина Тетово започна со активности за подобрување на безбедноста на пешаците во делот на улицата Видоја Смилевски Бато, позната како Индустријска, кај основното училиште Кирил и Методи. Откако пред 2 недели жителите одржаа протест, преку кој укажаа на опасностите во сообраќајот во тој дел. Поставени се грбки на патот, а се работи и на физичко раздвојување на булеварот. По одржаната средба со представници на иницијативниот одбор за регулирање на прашањето за безбедност на пешаците на булевар Индустријска, на кој се разговараше за проблемот со брзината на возење на овој патен правец, безбедноста на пешаците во сообраќајот, Општина Тетово започна со реализација на договореното и на терен, преземајќи мерки за минимизирање на можноста за сообраќајни несреќи во иднина. Од минатата недела се започна со изградба на физичко раздвојување помеѓу двата патни правци на Индустријскиот булевар, со што ќе се спречи минување на пешаците на места кои не се обележани како такви премени. А во следните денови ќе инсталираме дополнителна вертикална сигнализација, а ќе ги обележиме и пешачките премини. Во овој дел на булеварот е предвидено работите комплетно да бидат завршени за 2 месеци, затоа што истото одвојување и сигнализација ќе се постават уште на неколку други точки. Жителите велат дека веднаш се гледаат резултатите од преземените активности. Во изминатиот период сообраќајната полиција со радар ги контролираше возачите со која брзина се движат, додека пак поставените грбки придонесуваат да се намали брзината. Од протестот има резултати. Се за еден ден гледај колку голема разлика е. Само една што направија, една тумба, голема разлика е. Кој ќе направи 2-3, па голема разлика ќе биде и побавно ќе иде. Хвала Богу што зедува одма акција да спасат луѓе, деца да ги спасат у школа идат, ево не може да сами гледат дека нема од кај да идат у школа. Граѓаните се благодарни, но прашуваат дали секогаш преку протест треба да се побара подобри услови за живот во градот. Тие зашто не го направиле порано, без протест, значи требаше да се протестира за да реагира. Зашто тие не реагирале порано? Значи ќе биде побрзина нормално, затоа што сега немат простор за брзина. А порано беше простор за брзина. Инаку пресудно за жителите да излезат на протест беше сообраќајната несреќа која се случи токму на булеварот Индустријска минатиот месец, во која загина 6-годишно девојче пешак. На оваа улица транзитираат голем број возила, а доста чести се и сообраќајните несреќи. Минатата година се случиле вкупно 50 сообраќајки, од кои 30 со повредени лица и 20 само со причинета материјална штета.